сите семејства си имаат проблеми во одреден период од животот или во одредени периоди од животот. Нема семејство на кое што се му е онака, рамно. Много добро знаете. Некој пат сите во семејството ќе минуваат низ одреден тежок период, може би заради некоја загуба или што и да е. Некој пат една одредена личност ќе поминува и другите се тука да му дадат подкрепа, да му дадат поддршка и така натаму. И ние велиме дека црквата е духовно семејство. И црквата како духовно семејство ќе се соочува со истите ситуации. Дека можеби не секој пат сите, иако некој пат имаше сите, особено минатата година кога загубивме неколку луѓе кои што отидоа при Господа, кај што на сите стварно ни беше тешко, ама има ситуации кај што одредени личности од нашето духовно семејство ќе минуваат низ тешки периоди во животот. И некој пат се обидуваме, нели, црквата се составена од луѓе кои што се обидуваат да живеат побожно и колку што можеме, нели, некој пат паѓаме во тие обиди да живееме побожно. Ама некој пат не живееме побожно. И кога не живееме побожно, сигурно ќе дојдат последици од таквиот начин на однесување. Арно, реалноста е дека дури тоа кога живееме побожно, предпоставам што сите на своја кожа, некој пат ќе живеете правилно и се трудите и сегате, ама Господе, зошто ми се случува ова? Зарем не се обидов да ти служам, зарем не се обидов и да имам заедничество со тебе, да читам Библија, да се молам, и пак ми се случува ова. Значи, побожноста не е гаранција за имунитет од проблеми во животот. Арно, и ако е така, во наша контрола е. Она што некој пат е во наша контрола е кога не живееме побожно и се соочуваме со последиците од нашиот греф. И тогаш веќе тоа е тоа. Мора да го поправиме начинот на кој што го живееме животот. Сега, во контекст на црквата, Бог ни е дал црквата, покрај другото, нели за многу работи ни е дадена црквата, ама покрај другото Бог ни е дал црквата за да биде за нас тука кога се соочуваме со такви ситуации во животот, со ситуации кои што се викаме не можам више. Тешко ми е, исцрпен сум, уморен сум, уморна сум, не можам више. Не викам дека секој пат црквата се однесувала така и секој пат била за нас тука кога така сме се чувствувале. За жал, некој пат секој еден од нас потврдил, можеби на некој од вас му било тешко и никој не ви се јавил да ве праша, добро, како си? Како можам да се молам за тебе? Ама верувам дека треба да се стремиме кон тоа. Се стремиме кон тоа кога некој е паднат, кога некој е бесхрабрен, кога некој му треба утеха, црквата да биде тука и да речеме како можеме да се молиме за тебе? Како можеме да ти помогнеме во ситуацијата? И минатиот пат кога зборував, ќе се сетите, тоа беше пред 2-3 недели, мислам дека зборувавме за Јован Марко, кој што имал многу интересна животна приказна. Човек кој што прв пат го сретнуваме нели во дела апостолски и Павле и Варнава го земаат со себе на мисија да им помогне да му служат на Бог. И после релативно кратко време Јован Марко им го врти грлот, си оди дома, ги остава на цедило и си продолжува со животот. Арно, ама причината зошто ние денеска Јован Марко не го знаеме како некој кој што забушавал, не го знаеме само како некој кој што забушавал, не го знаеме само како некој кој што се откажал, туку го знаеме како евангелист, како Божи слуга, како некој кој што верно до крајот на животот му служил на Бог. Причината поради тоа е затоа што имало луѓе, особено неговиот роднина Варнава, имало луѓе кои што тогаш кога бил паднат, тогаш кога му било тешко, дошле, му се приближиле и му најверојатно, не го пише Библијата, ама најверојатно му рекле, ајде да продолжиме напред. Беше што беше, бидна што бидна, направи лоша одлука, направи грешка со тоа што ни го сврте грбот, ама ова не е крајот. Ајде да видиме како може да ти помогнам, како може да те охранам, да те утешам за било што било, ќе се ги сносиш последиците од твоите одлуки, ама ти мора да продолжиш, би било добро да продолжиш напред по Божиот пат. И минатиот пат размислувавме за тоа која е Божјата волја за нашите животи тогаш кога се наоѓаме во кожата на Јован Марко. А секој еден од нас кога тогаш или се нашол, или се наоѓа, или ќе се најде во кожата на Јован Марко, кога едноставно викаме
не го сакам јас веќе ова. Не сакам да му служам на Бог или едноставно можеби разочаран сум, обесхрабрен сум, паднат сум доле во таа состојба сум. Сите сме се нашле или сме се нашле или ќе се најдеме во таква состојба. И во таква состојба кога се наоѓаме, Божјата волја е, колку и да е тешко на моменти можеби, со негова сила да станеме и да продолжиме напред. Ама во тој процес настанување и продолжување напред, тогаш кога сме обесхрабрени, тогаш кога сме духовно паднати, Бог употребува, односно ќе исползува луѓе кои што се дел од црквата, за да ни речат ајде да продолжиме напред. Речи се, никој пат не се случило Бог тек така само некого да му даде да го охрабри, да стане и да отиде. Многу често во Библијата Бог ги користи луѓето за да ги охрабри луѓето. Бог ги користи луѓето за да ги утеши луѓето. Бог ги користи луѓето за да ги подигне оние кои што се паднати. Во случајот на Јован Марко, тоа е неговиот роднина Варнава. И Варнава бил тој кој што на некој начин го земал Јован Марко под закрила, ако може така да кажеме, тогаш кога бил паднат, тогаш кога донел погрешна одлука во животот, тогаш кога му било тешко, на некој начин го земал под своја закрила и го утешил и го охрабрил не самиот Варнава, туку Бог преку Варнава. И за Варнава првпат слушаме за него, односно читаме во Дела 4 глава 36 стих. Значи Дела 4 глава 36 стих вика, така Јосиф, наречен од апостолите Варнава, значи неговото правилно име било Јосиф, ама апостолите го нарекоа Варнава, што значи син на охрабрувањето, или некој преводи викаат син на утехата, ама тие два збора се многу често поврзани во Библијата. Кога ќе охрабриш некого, истовремено ќе го утешиш. Кога ќе го утешиш некого, истовремено ќе го охрабриш. Што значи син на охрабрувањето, Левит, родом од Кипар, кој имаше нива, ја продаде, ги донесе парите и ги положи пред нозете на апостолите. Првпат читаме за него овдека. Ама многу интересно дека неговото вистинско име ние денеска го знаеме сите како Варнава, неговото вистинско име е Јосиф. Причината зошто апостолите го нарекоа Варнава, бидејќи човекот со своето присуство, со своите зборови, можеби со своите молитви, имал способност да ги охрабри луѓето. Пак ќе речам, таа способност не била баш негова. Таа била Бог, преку него ги охрабрувал другите луѓе. Ама го нарекле Варнава, затоа што ги охрабрувал луѓето. И тоа не е само за понатамо, нели, кога ќе земеме да читаме Новиот Завет, ќе видиме дека тој навистина го охрабрил неговиот роднина Марко и Марко се вратил после тоа во служба. Ама Јосиф не бил човек што само се ги охрабрувал тие околу него. Марко ми е роднина, јас ќе го охрабрам него. Туку сите. Кога имало можност, и тука не само во овој пат, ќе земете да читате Дела апостолски, често се спомнува неговото име и ги охрабрува луѓето на различни начини. Тука ги охрабрува со тоа што купил нива и парите што ги имало, односно продал нива и парите што ги имало таа нива ги дал пред апостолите. На некој начин охрабрува со тоа што финансиски дава за службата за Бог. После тоа има ситуации во Дела апостолски кај што Варнава зема пари од една црква и ги носи во друга црква. Повторно, финансиски ги охрабрува луѓето. Ама исто така покрај другото ги охрабрувал и на збор. Ако земете да читате Дела апостолски, ќе видите, вика и отиде, имаше во некоја друга глава, вика и ги охрабри браќата да продолжат да одат по Божјиот пат. Син на охрабрувањето. Сега, многу е важно да го разбереме зборот охрабрување, односно значењето на зборот охрабрување, онака како што се користи во Библијата и како што се користел во тоа време. Зборот за охрабрување е грчкиот збор за охрабрување, многу лесен да го запамтите, затоа што и ние имаме таков збор, само значи нешто многу поинако. Зборот за охрабрување на грчки е пара. Да. Значи, зборот пара на грчки значи охрабрување. Сега, ама ако одиме како дефиниција, пара значи охрабрување, не на нашиот, туку на грчки јазик, старогрчки, значи да се приближиш до некого. Кога зборуваме за утеха во црковен контекст, од библиска гледна точка, не зборуваме само за
јас ќе се молам за тебе и толку. Иако некој пат и тоа ќе му биде на некој неутеха. Ама кога зборуваме за утеха, за охрабрување, од библиска гледна точка зборуваме за тоа дека се приближуваме кон личноста на која што тоа е потребно. Не само физички, со срцето, со духот и на некој начин на таа личност се викаме јас сум тука за тебе. Може би не можам да ти ги решам сите проблеми, ама тоа што можам да го направам, ќе го направам. И од гледна точка на Евангелието како радосна вест, токму тоа е тоа што Господ Исус Христос го направи за нас. Зарем не? Преку отлотворувањето, преку распнувањето, преку воскресението, оно што Господ Исус го направи за нас е не види дека сме духовно паднати, обесхрабрени, дека ни треба утеха, дека ни треба спасение, и Господ Исус Христос го остави небесниот престол да дојде на оваа земја. Што направи? Ни се приближи. Пара. Дојде близко до нас. И како што Господ Исус Христос го направи тоа за мене, го направи тоа за тебе во однос на спасението, тој ќе го направи за нас исто така и тогаш кога сме духовно паднати, тогаш кога сме изморени, кога сме истоштени, кога ни треба утеха, кога ни треба охрабрување. Бог ќе се приближи до нас. Ама начин на кој што Бог денеска покрај другото се приближува до нас е прво преку Светиот Дух кој што е во нас, ама исто така преку неговиот народ кој што е до нас. И тоа треба да биде верувам предизвик за црквата, знаеш како црква бидејќи денес на црквата, како на глобално ниво, ама така верувам дека и на локално ниво, една од најголемите потреби на црквата денес се луѓе како Варнава. Луѓе кои што, ако може така да ги наречеме, ќе бидат синови и ќерки на охрабрувањето. Синови и ќерки кои што кога ќе видат дека некој е паднат, ќе речат што можам да направам за тебе. Или ако не друго, барем ќе се јават или ќе те изнесат на кафе или ќе излезат со тебе и ќе речат како си. Некој пат тоа е доволно за да охрабриш некого. И не зборам само за луѓе во црква, не е поинтата само ние тука ќе се охрабруваме едни со други, иако е потребно и тоа. Зборам и за луѓе кои што се надвор од црквата, зборам за пријатели кои што викаат мене воопшто Бог не ме интересира, јас сум атеист, не верувам во тоа или што и да, значи телес твојата вера, Бог верувам дека и тие луѓе не повикува да бидеме и за нив синови и ќерки на охрабрувањето, да бидеме и за нив Варнава. Бидејќи потребни се. Луѓе како Варнава се многу потребни денес во црквата. Потребни се синови и ќерки на охрабрувањето. Луѓе кои ќе речат Боже, јас не знам како, ама ја гледам оваа личност дека е тешко, јас да бидам само инструментот преку кој ти таа личност ќе ја охрабриш во моментот. Толку. И ако е искрена молитвата, верувам дека Бог ќе исполни таа молитва. Не мора да си кузне колку речети или да знае зборови, да објаснува психологија и така натаму за да охрабриш некого. Не, доволно е што вика пара, да бидеш близко до него. Или до таа личност. На црквата не се потребни синови и ќерки на осудата, а некој па за жал така знаеме да се однесуваме. Ги видиме дека некој паднал, кој што си сел, тоа ќе си жнее, гледај си ти своја работа. Океј, вистина дека кој што си сел, тоа ќе си жнее, нема бегање од тој принцип. И сите подлежиме на тој принцип. Прашањето е дали како Божи синови и ќерки ќе бидеме тука за луѓето тогаш кога ги жнеат плодовите од семињата кои што ги сееле. Тоа е главното прашање. А дека и јас, и ти ќе си го жнееме тоа што сме си го сееле, тоа е вистина. Ама ако ќе го жнеам тоа што сум го сеел, ќе има ли некој да дојде да рече сгреши во однос на тоа? Ама ајде да видиме како понатаму. Ајде да видиме како може да продолжиме понатаму. Бидејќи да се биде син и ќерка на утехата, на охрабрувањето, не значи да им се рече на луѓето да се поттикнуваат луѓето во гревот кој што го прават или во лошите одлуки кои што ги носат во животот. Ама да се биде син и ќерка на охрабрувањето, на утехата, значи дека јас сум тука, се надевам за тебе, тогаш кога ги трпиш последиците од своите гревови. На тие луѓе им треба охрабрување. Некој пат може би нема да биде грев, може би некој пат ќе биде некоја ситуација која што е тук грев, не мој личен, ама јас страдам заради тоа. Да се биде син и ќерка на утехата, на охрабрувањето. И се надам дека тоа е нешто кон кое што ќе се стремиме, значи да бидам тука за таа личност. Да не речам ти се направи добро, ако направи лошо или ако направила лошо, ќе речам не беше во ред. Ама не си сам. Не си само во оваа ситуација.
Бидејќи главната цел на охрабрувањето, особено кога гледаме нели како библиски принцип да се биде блиско до некој, особено кога гледаме во примерот на Варнава и Јован Марко, кај што Јован Марко направил лоша одлука и Варнава бил тука за да го поттикне да продолжи напред, е токму тоа. Главната цел на охрабрувањето е да ги поттикнеме луѓето, Бог преку нас, не ние, Бог преку нас да ги поттикне луѓето да продолжат напред. Главната цел на охрабрувањето и на утехата која што Бог сака да ми даде на другите, преку нас, преку нашето присуство, преку нашите зборови, не е да отидам кај некој да му речам уживај, не се грижи, се ќе биде во ред. Не знам дали ќе биде се во ред. Кој сум ја да го ветам тоа? Еден ден на небо ќе биде се во ред. Не викам дека не. Ама тука додека сме, јас ако му речам на некој се ќе, ако ти минуваш низ тежок период и ти речам уживај, се ќе биде во ред, и ја може да те лажам, а не сакам да те лажам. Ама утехата и охрабрувањето е тешко е, ама не си сам. Не си сама. Тешко е, ама можеш да продолжиш напред. Зошто? Бидејќи Бог ти дава сила за такво нешто. Бидејќи во Бог има сила за тоа да го направиш. И затоа некои од вас може моментално се наоѓаат во кожата на Јован Марко за тоа што зборевме минатиот пат, дека едноставно е тешко во животот, и сте направиле можеби некоја погрешна одлука во животот, што и да е, не знам. Ако сте во негова кожа, да го молиме Бог да употреби некој од нас тука кој што ќе ви биде блиско до вас. Кој што ќе го практикува на принципот на грчкиот збор пара, а тоа да се приближиш до некого. Ама за оние кои што можеби не сте во негова кожа, за оние кои што не сте во кожата на Јован Марко, верувам дека охрабрувањето или поттикот од Библијата е биди во кожата на Варнава. Бог ќе ти даде некој Јован Марко. На секој Јован Марко Бог му дава по еден Варнава, на секој Варнава Бог му дава по еден Јован Марко. Тоа е дел од функционирањето на црквата. И затоа верувам дека треба да го молиме Бог. Боже, да се биде Варнава, не значи дека ти мора да бидеш духовно, значи во топ форма во животот. Некој пат и ти ќе бидеш можеби во некоја не толку многу добра форма во животот, ама преку твоите зборови, преку твоите молитви Бог можеби ќе утеши некој кој што исто така му е тешко. А верувам дека треба да молиме Боже, покажи ми кој е Марко за мене денес. А оние кои што се во кожата на Марко, Боже, покажи ми или донеси ми некој кој што ќе биде како Варнава. Некој кој што ќе биде тука да ме утеши со твоите зборови, да ми ја даде твојата утеха. И секој може да служи на овој начин. Секој може да служи на овој начин. Некој подколуи да се викаат, можеби се дел од црквата и се викаат, па јас не знам како да му служам на Бог. Еве, можеби неколку месеци, неколку години сум во црквата и не знам Бог зашто ме надарил, не знам која е службата која што Бог сака да ја вршам во црквата. Една од работите кои што можеш да ги молиш Бог да ти ги даде, може, дај да охрабрам некој. Некој кој што е паднат, дај да го охрабрам. Од црквата ли е, надвор од црквата ли е, не е важно. И една од фразите кои што неретко ги начекуваме во Новиот Завет, особено во посланието на апостолот Павле. Кога апостолот Павле пишува посланија до цркви, до група на луѓе, многу често во неговите посланија има три изрази кои што се многу слични, а тоа е еден на друг, еден кон друг или меѓу себе. Земете, читате ги половите посланија, ќе видите, речиси во секој негово послание, пратено до некоја заедница, или има еден кон друг, или има еден на друг, или меѓу себе. И Павле ги поттикнува верниците да прават работи, да си служат едни на други. Значи има, молете се еден за друг, простувајте се еден на друг, да се сакаат луѓето едни со други, да се охрабруваат меѓу себе и така натаму. И да се охрабруваат меѓу себе е многу важен принцип кој што го гледаме во Прво Солуњаните. Апостол Павле, значи со младите го проучувавме ова послание пред неколку месеци и го завршивме целото прво послание до Солуњаните, и апостол Павле пишува на група луѓе кои што како сите други христијани во првиот век минувале низ многу тежок период.
Значи не зборам за тешок период само за лични проблеми кои што се ги има секој од нас по дома. Зборам за луѓе кои што биле бркани од дома, од своите домови затоа што верувале во Христос, биле бркани од работа, ги изгубиле своите пријатели, значи во многу лоша ситуација се нашле. И во таа лоша ситуација во која што се наоѓаат, апостол Павле ги поттикнува да продолжат напред, да не се откажуваат. И во 5 глава 11 стих пишува: поради тоа охрабрувајте се меѓу себе и надградувајте се еден со друг онака како што и правите. Луѓето кои што минуваат низ тежок период во животот, што им треба? Им треба охрабрување, им треба утеха, им треба некој да ги надгради. И пред овие стихови, пред овој 11 стих, има неколку десетина стихови од оваа 5 глава, кај што апостолот Павле им пишува на христијаните во Солун: Христос ќе дојде. Не знаме кога ќе се случи тоа, ама додека да дојде Христос, вие и јас со вие сме тука на овој свет. И живееме тука и немојте да попуштите под искушението да живеете како луѓето од овој свет. Немојте да живеете во темнина, живеете во светлина, како во духовна светлина, така следствено и во морална светлина. И на некој начин преку ова послание Павле ги охрабрува христијаните во Солун, ама вика: окей, ова е едно писмо кое што ви го праќам и ве охрабрувам. Ама понатаму ќе треба едни со други да научите како да се охрабрувате, како да се надградувате во одредени ситуации. И причината зошто на секој од нас е потребно охрабрување. Немојте да мислите дека охрабрување е потребно само на луѓето кои што им е многу тешко во животот. Нив им е најмногу потребно. Ама некој пат некој ќе го видиш и мислиш дека се му е во ред во животот, ама он се знае какви борби си има во себе. И затоа верувам дека охрабрувањето треба да е нешто во кое што се стремиме да растеме кон сите луѓе. Дури кон оној кој што му е многу добро, супер, охрабри го, нека му биде уште подобро, нека продолжи по тој пат. Но оној кој што му е многу лошо, да му кажеш: дај рака, стани и ќе одиме напред. Бидејќи без охрабрување не можеме да останеме во верата. Без охрабрување не може да останеме во верата. Охрабрувањето кое што Бог ни го дава преку другите луѓе. Знам дека некој пат ние можеме си мислиме дека ние сме силни во верата и си читаме и си знаеме и долги години сме во црквата, и јас можам да терам напред. Верувај, ако не беа луѓето околу тебе, низ годините, кои што те охрабриле, тоа што ти било тешко, не знам баш дали денеска ќе седеше во црква и ќе викаше: слава ти Господи, така натаму. Кој знае кај ќе беше денеска? Тоа важи за тебе и за мене. Без охрабрувањето кое што Бог ни го дава преку другите луѓе, јас сум, не можам да кажам 100% уверен, ама многу сум уверен дека не би биле денеска во верата. Истото важи и за служењето. Оние кои што служат на Бог, многу добро знаете дека кога му служиш на Бог, особено се соочуваш со малце повеќе напади од претходно во животот. И кажеш: Господе, да, како сакаш да ти служам? И Бог ќе ти даде некоја служба во црквата, вон црквата. Не само што брзо ќе доаат нападите, туку и многу често ќе се случуваат нападите. И неколку напади можеби ќе може сам со Божја сила, нели, да речеш: ја ќе се спротивставам на овие напади. Ама кога збориме за долги стази, еден од начините на кои што Бог ти дава, да се справиш со тие напади, да преку луѓето околу тебе, кои што тогаш кога си паднат, тогаш кога се сомневаш, тогаш кога ти е тешко, ти викаат: знаеш што, фала ти за тоа што го направи, многу ми значеше. Фала ти што, не знам, може би менуваше песни, фала ти што може би свиреше, фала ти што може би спреми Господова спомен вечера, што може би ја исчисти црковната зграда, што и да е. Фала ти за тоа што го направи, бидејќи ми значеше. На луѓето кои што служат им е потребно тоа. Не викам дека сега ќе ги славиме нив, они што направиле, ама на тој што служи му е потребно да му речеш: фала ти тоа што го направи. Бидејќи има луѓе кои што го прават тоа во црквата. И многу ќе им значи. Јас можам да кажам од лично искуство дека ми се случувало многу пати, нема да речам неколку пати, дека речам многу пати, тогаш кога сум обесхрабрен и можеби другите не знаат дека сум обесхрабрен или си имам некои борби во главата, Бог да ми прати некој и да ме охрабри кога ми било потребно. Она што се случувало, не многу често, но така, неретко да речам, се случувало, е дека
Сега зборам од личен пример. Кога ќе проповедам, некој пат, после проповета, на пат на кај дома на кај Драчево или дента, ќе заврши проповета и ќе си речам, Никола, ти не треба да го правиш ова. Не треба да проповедаш. Не те бива. Има други што ги бива за оваа работа. Не те бива, најдеси некоја друга служба во црквата, чисти пот или што и да е, ама не си ти за да проповедаш во црквата. И си гурам тој диалог во главата. Треба ли, не треба, треба ли, не треба, и многу често натежнува кон тоа дека не треба. Нека проповедаат другите, јас ќе си најдам, ќе свирам гитара и подобро е така. И може да помине неколку сати, некој пат ќе поминат неколку денови, и некој или ќе уз разговор, или ќе ми пише на интернет, фала ти за пораката, во неделата ме охрабри, многу ми значеше тоа што го збореше, баш Бог ми зборуваше преку таа проповед, фала ти и толку. Си викам, таа личност не знаела што се случува во мојата глава. Значи, таа личност што ми го пишала тоа, некој пат луѓе од кои што најмалку се очекуваш. Луѓе кои што никој пат не се има луѓе кои што никој пат не ги познавам. Ги рече, ќе ти пише само на Facebook дека му била добра проповед и тоа. И тоа не е од мене, тоа е од Бог. Од Бог за таа личност, ами од таа личност од Бог преку таа личност за мене. Бог знаел кои биле моите борби во моментот. Дека не дека готово се откажав од проповедање, ама имам борби дали да го правам или да не го правам ова. И Бог ги знаел моите потреби како што преку мене биле задоволени потребите на таа личност, преку таа личност се задоволени моите потреби во однос на борбите кои што јас ги имам во моментот. И знаете што ми кажа тоа, дека Бог многу добро знае што има во нашите срца и кои се нашите борби. И верувам дека тогаш кога ќе речеме, Боже, па што да правам, дали да го правам, да не го правам, Бог ќе ни даде луѓе што ќе ни каже, прави го тоа или не го прави тоа. Дали ќе ги послушаме на нас, ама Бог ќе ни прати луѓе, бидејќи Бог е татко, кој што се ги познава своите синови и своите ќерки и знае што им треба во моментот. Иако другите не ги знаат нивните внатрешни борби, Бог знае. И Бог ќе ти го прати човекот кој што ќе ти го каже тоа што треба да го слушнеш во моментот. И во првото послание до Солуњаните Павле продолжува во 5 глава 14 стих. Повторно ги охрабрува луѓето да се охрабруваат едни со други. Вика, браќа ве молам, значи ова е само 3 стиха подоцна. Браќа ве молам, поучувајте ги неуредните, утешувајте ги малодушните или обесхрабрените, подкрепувајте ги слабите и бидете долготрпеливи кон сите. Да се биде дел од црква, од црковна заедница, и фала на Бог што сме дел од оваа црковна заедница, што ни ја дал оваа црковна заедница, покрај другото значи и ова. Поучување на неуредните, утешување на малодушните, подкрепување на слабите и трпение кон сите. Да се биде дел од црква, да, има и спење, има и славење, има и заедништво, има и смеење, има и дружба и пиење кафе. Фала на Господ, ги има тие моменти. Ама го има и ова. Има и ситуација кај што некој ќе рече слаб сум, има ситуација кај што некој ќе биде малодушен, има ситуација кај што некој ќе биде можеби неуреден, да го користам зборот кој ќе се користи тука. И Павле вели, не заборавајте на тие луѓе. Само затоа што тебе ти е добро, не значи дека сите им е добро. Биди тука за оние кои што можеби се малодушни, можеби неуредни, слаби и оние кои што им треба да бидеме трпеливи. Она што е многу важно е да разбереме дека не можеме ние сите луѓе да ги утешиме. Не можеме сите луѓе да ги охрабриме. Ама ако можеш за една личност тоа да го направиш, направи го за една личност. Премногу голем товар си ставаме кога ние можеби се замислуваме дека јас сега сите што се паднати ќе ги утешам. Не си ти спасител на другите. Okay? Не ни треба, нас треба да се чуваме од месијански комплекс. Јас ќе завршам. Не ти. Бог преку тебе, една личност ако може да утеши, верува дека многу голема работа е завршена. Ако
Варнава не беше тука. Да му се приближи на Марко. И тогаш кога Марко донел лоша одлука во животот му рече: ајде да продолжиме напред. Не знам како ќе беше животната приказна на Марко денес. Може би само ќе го знаевме како човек кој што си го ствртил грбот, се вратил назад кај мајка му во Ерусалим и толку. Ама денес го знаеме Марко како нешто повеќе од тоа. И Бог некој пат ќе ни употреби нас во животите на другите луѓе, кога ќе се во таква ситуација да не ги знаеме само како луѓе кои што се паднати, туку преку помошта која што ни дал преку нас, да станат и да продолжат напред. И навистина, иако не е секој пат лесно да се биде дел од таков процес, ама секој пат е благословено да се биде дел од таков процес, кога Бог преку тебе ќе подигне некоја личност, ќе охрабри некоја личност и таа личност ќе може да продолжи напред. А кога луѓето се обесхрабрени, кога луѓето се слаби, кога луѓето им треба утеха, охрабрување, причината за нивната слабост, за нивната истоштеност, можеби емотивна исцрпеност, може да бидат многу. Некој пат е можеби личен грев, некој пат можеби е тук грев, па јас сега мора да ги трпам последиците од тој и тук грев. Некој пат луѓето се обесхрабрени затоа што некој ги разочарал во црквата и тоа го има, па некој друг од црквата ќе треба да го поправа тоа што некој го расипал во црквата. Некој пат луѓето наставно се емотивно се исцрпени. Многу можеби терет имаат во животот, може и многу обврски имаат во животот, наставно доаѓа преку глава. И затоа верувам дека кога бараме од Бог, Боже, дај да бидам Варнава за некој Марко или во заедницата, или некој што го познавам, многу е важно да бараме од Бог и мудрост како да го направиме тоа. Затоа што кога некој му е тешко во животот, ние обично знаеме да се правиме експерти по се. И врз основа на тоа што сме го читале, што го знаеме од животно искуство, ќе речеме: јас знам него или неа што му треба. Дојди сега да ти кажам. Немам ништо против читање, против знаење, против животно искуство. Ама верувам дека кога некој има духовни проблеми, кога некој се соочува со духовни предизвици, најдобриот начин кој што може да ја помогнеме таа личност е да побараме од Бог да ни каже што и треба на таа личност. Не ја што мислам дека знам во моментот. Боже, ти кажи ми што и треба на таа личност. Некој пат можеби ќе биде само разговор, некој пат ќе биде разговор и молитва, некој ќе бидат и 300 други работи. Ама Боже, ти го знаеш срцето на таа личност. Сетете се на примерот претходно што го спомнав во однос на моите сомнежи, во однос на проповедањето. Никој не знаеше што има во моето срце, само Бог знаеше. И на ист начин, кога некој е паднат, ако познаваш, и ако Бог чувствуваш дека на срцето ти става да бидеш тука за таа личност, многу е важно да речеме: Боже, како да го направам, јас не знам. Ти покажи ми како. Што и треба на оваа личност во моментот. И верувам дека Бог ќе ни покаже. Бидејќи охрабрувањето и утехата се дар за црквата. И охрабрувањето и утехата се за изградба за црквата. И на секој еден од нас кога тогаш ќе му бидат потребни. Ако во моментот не ти требаат, жал ми што ќе го кажам ова, ама водина ќе ти требаат. И нема ништо лошо и нема ништо срамно во тоа на некој да му треба охрабрување и утеха. Нема ништо лошо и срамно во тоа. Тоа е многу нормална работа. Има една лоша и срамна работа во однос на утехата која што на луѓето им треба и охрабрувањето. А лоша и срамна работа ќе биде ако не може да најдат во црквата. Ако човек не може во црква да го најде тоа од своето духовно семејство, тоа е лошо и срамно, а не дека му треба. На секој од нас ќе му треба тоа. Ако сега не ти треба, биди тој кој што ќе ја даде утехата и охрабрувањето, Бог преку тебе, бидејќи утре, задутре ќе ти треба и тебе. Бог како што ти искористил тебе во животот на другиот, ќе искористи некој друг во твојот живот. Тоа е начин на кој што функционира. И следната недела најверојатно ќе продолжиме да размислуваме на оваа тема, ама повеќе во однос на практични чекори како може да охрабриме некој. Бидејќи во Библијата читаме доста и во Стариот и во Новиот Завет како многу луѓе биле обесхрабрени. Значи, бил ли Мојсей тоа, или Аврам, или Давид некој пат, некој пророкот Илија. Значи, во Новиот Завет ги имаме Петар, го имаме кога се откажува од Христос, па тешко му е, па после тоа Христос го утешува, го охрабрува. Многу често се случувало
и во Стариот и во Новиот Завет луѓето да бидат обесхрабрени. И Бог им давал начини како да ги охрабри. И верувам дека има што да научиме од тоа. Во меѓувреме, додека да размислуваме за тоа, нели како практично да ги охрабриме, кои се практични чекори како да ги охрабриме луѓето, верувам дека е многу важно да дојдеме кај Бог и да побараме: Боже, кој е Марко во мојот живот? Ако веќе знаеш кој е Марко во твојот живот, може би прашањето треба да биде: Боже, што ти сакаш да направам за оваа личност? До каде сакаш ти да одам за оваа личност? И тоа е многу важно. До каде сакаш да одам за оваа личност? Ама дај ми начин како да ја охрабрам оваа личност, дај ми начин како да ја утешам оваа личност, дај ми начин како можеби да ја соочам оваа личност, за да ја помогнам во ситуација во која што е да продолжи напред по твојата волја. Тоа го направил Варнава за Марко. Му кажал: сгреши, ама ти пак можеш да одиш по Божјата волја. Бог не ти го свртил грбот. Може би ти му го сврте грбот на Бог. Ама Божјото лице се уште вперено кон тебе. И тоа на кое што охрабрувањето го прави. На некој начин Бог преку нас им помогна на другите да сватат дека тој се уште ги сака, дека тој се уште е за нив, дека тие се уште може да чекорат по неговата волја. Ако Бог не повикува да чекориме по неговата волја, Бог секој пат ни ја дава силата да го направиме токму тоа.